функционираме нормално, но не нормално. Некако така. Се снаоѓаме во овој период кога владае глобална пандемија, тука немаме посетители, но сепак наоѓаме начин како на животните да им го пополниме времето. Постојано ги анимираме, еве како што можете да видите и слоновите денеска се бањаат во големото езерце, уживаат во тоа да го прават секојдневно. Сега им ја отворивме сезоната пред неколку дена. Другите животни, да кажам дека голем дел уживаат без посетители. Мислам дека се одморија, бидејќи навистина за жал имаме доста несовесни посетители кои често ги вознемируваат. Имаме постојано патки, шатки, гуски, петли, кокошки пуштани низ зоолошката, кои што одат да ги занимаваат другите животни, ги посетуваат. Инаку пред некој време ги пуштивме и змиите, излегува малку на прошетка и питоните, да. Планираме да го направиме тоа можеби пак. Добро, бидејќи тоа колегата Саши се знае, со нив не е безбедно, не е воопшто опасно, нормално има луѓе во околина. Гледаме дека веќе ќе почне полека да се отвара, видовме дека во Љубљана веќе се отворила зоолошката градина, во Белград планираат деновиве да се отвори зоолошката, така да ќе мора да отвориме и ние, бидејќи знам дека сте со нетрпение тоа го очекуваат, но нема да биде како порано, за жал, тоа сите сме свесни веќе. Ќе мора да има редуцирана посета, односно одреден број на посетители во текот на денот и ќе мора да се придржуваме кон rigorозни мерки овдека, бидејќи животните за жал може да заболат од коронавирусот, не сите, не е докажано, но видовме големи мачки во Њујорк како заболеа, видовме како заболеа мајмуни, така да ќе мора да бидеме многу предпазливи и апелирам сите кои што ќе доаѓаат да користат заштитна опрема. За прв пат фламинго во Скопската зоолошка, мислам дека нив најмногу со нетрпение сите ги очекува и требаше се случи тоа отварање некаде на почетокот на април, но за жал поради сето ова што се случи, го одложивме. Фламингото се уште во карантин, имаме 15 фламинга, кои што се малечки, се уште немаат онаа јака розова боја. Се уште има бели предувчиња, но меѓутоа мислам дека за доста кратко со онаа храна која што ја даваме специјално од Германија, тоа се ракчиња. Мислам дека ќе ја добијат таа боја и ќе можат посетителите да ги видат кога ќе го отвориме живеалиштето. Се надам дека тоа нема да биде само онлайн, туку ќе биде овде на лице место. Ќе дојдете и ќе видите сега какво е живеалиштето, навистина едно од најубавите во Југоисточна Европа. Па периодов мислам дека најмногу со фламингата сме сите оптеретани, гледаме како раснат, како се сноѓаат, како се адаптираат, така да чекаме да ги видите и сите вие.